треба да разберите дека и гужвањето, како и многу други работи, е дисциплина. Да не речам омилена дисциплина на народ. Пошто сите се изгорени малку нели да се погужва, особено во зима, кога времето е ладно, а од човечките тела доаѓа топлина. Како што комарците го барат човечкото тело во лет, така гужвачите го барат човечкото тело во секој период од годината. Би рекол сам во ладно време, ама не е точно, во ладно тропоќе може. И тоа е така еден неверојатен феномен. Феноменално нешто. Ама пред да почнеме да правиме муавет за чудниот феномен, да си пуштиме на шпица како што е ред. Оти кај што е редо таму и гужвата ме сваќа. Поврзани се тие двете работи. Така што маваме шпица и одиме. Ајде, ева те пуште. Ти бе, овие луѓето си изгорени да се пикат еден во еден. А ви изгорени море вака, залепени еден за еден, дали има гужва, дали има редица што дае. Пример, застанваш во некоја редица в маркет, да речиме на каса, се наместо си застани на некоја комотна позиција кај што може да стои нормално. Небате вака да е кабил, вака во тебе ќе се залепи, да не му влези некој. Оти тие влегват, Пикачу му е омилен покемон, влегват се пикат во редиците да не му се пикни некој ни вака залепен. Порешо ви се дешава. До толку ја немате мајчината љубов осетено во веко што мора се пикате во луѓе. Ами врати сенче корназат нека диши и ти да дишиш и тој пред тебе да диши. Боже, го нема нешто поке што мразам. Застанат ти во редицата, чекаш да ти дојди редо да и клаиш работите онакво и те гиба некој од позад. Да не ќе глупо да испадне, ама обично се папо возрасни луѓе. Да не му го земи некој редо, просторо да не му го земи. Абе бегај море, шо ти? Значи нема погнас во моментот кога ќе ме џибни некој од позади ми рефлексо што викаше еден другар. Вак тој си шетају. Сам не е поентата насилство. Бегај мани се што ми дишиш во врат. Мислев за короната ќе се научат малце од малце луѓето на некој ред. Не бе бате, бетер се направи. Во врат вака да ти диши овде, ја. Осет за личен простор не нула минус. И осет да се нема. Уште поако не е битно ни дали е гужва. Тројца може да сте на редицата, вака ќе се залепива. Ти се вртиш да му даеш до знаење дека треба се потргни, око не му трепнува. Ти го прати истото што прат овие што влегват во главни улици, не те виде. Ти се сврти негде она му демек нешто во ќошо има таа што го гледа, пошто надалеку му е гледа, наблиску не гледа дали е многу блиску до тебе, не му дофрла наблиску, ама надалеку таму негде си гледа не. Боже го. Ами малце од малце домашно воспитување, море, каоди. Зошто? Возот ќе ти избега или автобус? И уште појако тоа го користат како изговор. Са ти застанат полсат чекаш редица, гужви еден тон секде го гледаш батето од далек. Чупче, ако може да поминам само со вас сум јас, автобусот ќе ми избега. Па ако може да поминам јас. И како се доближва го осеќаш како алкохолот излегува од неговите пори. И сите му дават простор и ти си велиш, абе не ќе ма те пуштам, ама ајде, тере пошто автобусот ќе ти избега. И ја гледаш продавачката се смее ти вели стално вака вели кој автобус не знам онде живи. Ама тие се тие финти балкански ме сваќа. Оти тој битно да помини, ти што чекате вие редица, тоа е друга работа. Гужвајте се вие, не е проблем. Ако ништо друго баре не ти се вака во врато да ти диши овде залепен, пошто ако ти диши некој тако во врато, вате, со здравје си го носи. Дур поминиш на каса во алкохолизирана состојба си готов. Сега да не бидиме нефер кон повозрасните и кај помладите го има тоа понашање. Ма тоа обично по клубот. И таму не е многу битно дали е фул дали не е. Ако е премногу гужва, сакал некел кој помина си стрза од сит. И ако има нешто погнасно, тоа е веа, ама на клубовите му е битно парината иземат. Не му е битно што внатре не седиш, што се сите еден на еден качени, то нема врз. Битно е патните трошат. А тоа е да не речам рајот за балканскиот трзач. Пошто тој да нема гужва ќе си стрза од сите, ама ако има, тука веќе вате, тука може комотно да оди да се излепи до сите вака да помини. Шо мера ќе беше толку и до толку недостаток на љубов да имаш во животот. Мора да е тешко. Ама преако е жими се. Значи кога ќе следен пат во некој клуб, може да и приметиш вие кога ќе влезат. Значи клубот релативно празен да речеме. Допрва идат луѓе, ги гледаш влегват трзачите, ја скенират собата кај има народ. Гужва така. И не врви кај што нема луѓе, кај што има луѓе ќе помини. Оти ќе речи. За да си стрза бе брат. Викаме битола да исчеша крастата. Ќе врти од околу низ луѓе, ни кај вас ќе помини. И кај што има мажи врви побрзо пошто здраво шопреш, не му е тука фокус. Освен ако му е тука не навлегвам. Ама ако има чупин, таму дур не помини, то готово. Дено не врви. Кај нив не само што ќе помини да си изгужва, да си стрза низ нив. Туку таму и раче ќе клајде век, не можам да поминам јас. И чупче не ме собра. Малце ти беше цел клуб мага редно. Тука не те собра помини. И ако си помлад разбирливо, да не речам опростено, ајде, може да имаш симпати, може да било как. Може да муавето си го имате, може да ќе си го имате, може да небитно, не навлегвам. Ама ако си над 30 и уште се трзаш низ луѓе изгорен си по
по гужвите дојш батуле. Не викам дека си стар, далеку од тоа, ние секогаш млади ќе биде. Ама едноставно нели, не е баш вкусно како да ти објаснам. Особено ако низ гужвата има помали, мислам јас не викам дека малолетни пуштат по клубоите никако ни подразно. Се нема случајно во историјата на Балкано никога. Сам да речам не е вкусно ме сваѓа. Ама добро, на крајот на денот ќе речиш клубоите за гужвање се. Ако планираш да не бидиш гужван, поарно си седеше дом. Зато се прат журките за да се дружат сите заедно, се направи гужва, галама и така натаму. И зато викам простено му е на помладите, пошто тоа е поентата. И ако си повозрасен, ти па оди си по журките. Не дека не те личи сега баш имаш парина за да можеш да одиш рајат на журката, ама. Немој трзаш да видиш брат, мислам, не убаво. Знаеш што е најако за гужвите? Никој не ки гужва. Значи кој сакаш праше, никој не ки во гужвата да влезе. Гужва е денес немам таму. Абе наш алтер гужви е кој ќе чека. Не постои човек што ќе речи јас сакам во гужвата да одам. Ама потајно изгорени се сите мора. Ќе речиш од кај. Ами најмногу муабет му иди на луѓето, а прат тогаш кога ќе гужва, кога ќе не треба. Значи едно од омилените места на Балканецо за праење муабет е во гужва. Особено кога ќе дојди тој наред. Тука е моќта најголема. Таа исконска потреба за чувство на моќ. Демек сега мене ми е редо тука и сега јас ќе се влечкам, ќе ја правам гужвата. Јас чекав во гужва и са сите треба чекат во гужва. Боже, не брат, комплекси тоа. Ше нако не мора ни да познава некој за да прави гужва. Ќе си најдат тие мајта, пшала, ова, она, ќе се разврзи муабет. Па ако не дај Боже се погодат со некој се знат или познават иста личност некако. Тука те комотно поздрави се со денот и 3 дена ќе очекаш да доврши муабет. А муабето е комплетно небитен. Нити ќе се видат ушедна, нити ќе ги поздрават тие што си рекоа дека ќе поздрават. Нити кафе ќе пијат кој што си велат барајме кафе ќе пиеме, нема се побара. Значи комплетно небитен ќе биде цел тој муабет од 3 сата. Знаеш како? Кој те праша бе? Човек кој гужва и ако чекат сите ти муабет да си до. Ти си човек во момент, седиш озбора. А уште појако е што кога ќе оди муабето во гужва, тоаш мора кабадајлук да има. Сакал ти или неки. Ти можеш за нужнико за визбата долу да си збораш смрдена влажна што ти е никаква. А ти ќе се дериш и ќе ја направиш најјаката влажна смрдена визба во свет. Ти во гужва така се прави. Ти што ќе речи народ? Како ти имаш визба метро на метро со влага? Не беба. Визбата ти е фудбалско игралиште. Натре во неа се имаш азно, злато, вино, турши, абе све што може човек да помисли. Ти бери во та визбата со влагата. Тој кога збора не збора нативко, тој јачи од тука до Прилепа града да го слушнат. Оти многу му е битен на сите муабето за визбата. Никој во гужвата во редиците не е дојден да заврши работа. Дојде ни се за визбата твоја да слушаат, бате, нема грешка. Па кога почнат за фамилија да зборат, па ти цело стебло фамилиарно ќе му го научи. На човек што нити си го видел, нити ќе го видиш, нити сакаш да го видиш, нити сакаш да знаеш фамилија. Кој те прашва, бате? Кој земат ова и шо прави, она и шо прави, ова се зеде, не се зеде, се врати, ја купија, ја продадоја, голф тројка, куќи станој. Па ако се зафатат за политика сега пред избор. Вашите, нашите, ова направа, не направа, то крај нема бе брат. Нема брат, опасна работа е та гужва. Арно, ма нема нешто поопасно од балканскиот човек. Пошто џабе ти му кажуваш на Балканец дека имало нешто пандемии, чуда, болести, ова, она нема се гужваш, нема грешка ба. Тој ќе влези ќе си се изгужва, па ти можеш нагласен аме. Во гужвата му е силата ни. А бога ми не е дека само неубави работи се случваат во гужви. Пример, јас жената прв пат се ја видов во гужва во еден маркет. Можда случајно и јас така низ гужвата баш од кај неа поминав, извини, не можам чупче, не ме собра нигде во маркетот, тука ме собра. Не можеш да знаеш. Па можда па накаса во гужвите се видовме таму. Осмехово на ти реков ми рече, а фрливме адицата. Ама вие не ме гледате мене ви. Ова моето беше друга, за иднината се работеше кај мене. Баш кога тогаш бев млад, за младите рековме простено дека. Ама ако си возрасен или возрасни, ако си човек или жена со фамилија и па се туткаш во луѓе, тоа веќе стварно нема смисла. Значи остајте простор да дишиме сите, оти стварно никој не е должен да биде залепен до вас. И ова е можда најкултурниот начин на кој можам ова да ви го речам. Ако ме сваќате арно, ако не, кој ве праша? Јас така чисто реков, вака јавно отворено да ви кажам. Да си се оправите малце со понашањето во јавно. Оти следниот пат кој дојде некоја особа, без разлика од кој пол и возраст, и кој се залепи до мене или до жена, ќе ви го речам таму јавно пред сите. Па што ќе се срамам, јас, срамете се вие, ма. Така, можда требало тоа одамна го правам, пусто воспитање домашно. Не дава, што да прави? И мислам дека доста е за денес. Се изгужвавме што се изгужвавме. Да не речам си стрзавме тука. Ви останете на нашата програма. Поздрав и имајте убав ден.